Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска заедно со градоначалничката на Кисела вода Билјана Беличанец Алексик денеска извршија увид на градежните работи на објектот на старото кино во Кисела вода, кој се реконструира и адаптира во нов мултифункционален објект Дом на култура. Градежните работи се при крај и се очекува овој мултифункционален објект да биде пуштен во употреба на 29 јуни. Старото кино во Кисела вода долги години беше руиниран и нефункционален објект за наскоро да прерасне во објект кој што ќе овозможи развој на културата. Кисела вода е една од најголемите општини, заслужува да има еден ваков репрезентативен, морам да кажам, функционален објект кој што ќе биде во интерес на сите граѓани на општина Кисела вода, во интерес на културата и локалниот културен развој на општина Кисела вода. Како што каже градоначалничката, јас се сеќавам дека сум доаѓал овде во поранешно кино, сме следеле многу културни настани и избиднувања и навистина сум среќна и многу ми е драго што динамиката околу целосна обнова и реконструкција на поранешното кино во еден мултифункционален објект од областа на културата веќе во завршна фаза. Прекрасна е фасадата, морам да кажам, затварањето на самиот објект, целосната функционалност која што исто така можев да ја видам, посебни гримиорни за актери, нели, посебен простор во долниот дел на објектот за читачки проби и за најразлични други случувања. Посебен дел за библиотека, се разбира голема сала со седишта околу 150 седишта, се разбира сценска кула, значи сето она што е неопходно за функционирање во делот на театарот. Во новиот објект ќе има простор наменет за изложби, библиотека, административни канцеларии, музичка просторија, просторија за озвучување на настаните, театарска сцена во должина од 10 метри, ширина 8 метри и 8 метри длабочина. Градоначалничката Беличанец Алексик истакна дека во салата за театарски представи се предвидени 150 седишта, но доколку дозволи просторот, ќе се направат обиди за 180 или 200 седишта. Во ова кино генерации и генерации се растени и било во еден период сврталиште на овој дел од градот Скопје. Благодарение на владата на Република Македонија, благодарение на Министерството за култура и пред се на заложбата на министерката, ова повторно здание ќе заживее и не само што ќе добијат жителите на општина Кисела вода, туку ќе добијат, ми се чини, жителите на градот Скопје. Бидејќи како театарски деец, знам дека сите идни ново формирани млади трупи ќе бараат простор, ќе бараат алтернативен простор и секој пат е борба за простор за своите дела, независно од која област, дали од областа на театарот, од областа на филмот или од областа на музиката. Досега за реконструкција на овој објект Министерството за култура издвоило околу 20 милиони денари.